Со водени топови и затрупување со земја на критичните места, пожарот кој 2 дена гореше во депонијата Дрисла делумно е ставен под контрола. Пожарникарите повеќе од 24 часа водеа битка со огнените стихии, а откако гаснењето со вода не ги дало потребните резултати, почнале со затрупување на местата каде имало постојано чадење. Директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанчо Ангелов објасни дека проблемот со Дрисла сега е во нивни раце, откако државата вчера прогласи кризна состојба на целата територија поради пожарите, а додаде и дека постојат сериозни сомнежи дека пожарот во Дрисла е намерно предизвикан. Денес Управувачкиот комитет за управување со кризи и предложи на владата да донесе одлука за забрана за движење во депонијата Вардариште. Оваа депонија ќе биде обележена и движењето низ неа ќе биде казниво. На тој начин ќе спречиме злонамерници да се движат во оваа депонија, истата ќе биде внимателно обезбедена и ќе спречиме намерно, но и ненамерно нејзино потполување. Градоначалникот на Гази Баба Бобан Стевковски, кој веќе еднаш ја посети депонијата Вардариште минатата недела, објасни дека веќе имале координација повеќе институции и во наредниот период се очекува целосно надминување и решавање на проблемот со пожарите во депониите. Мислам дека бевте сите сведоци пред 10 дена заедно со надлежните институции имаме една сериозна активност на потекот во депонијата Вардариште, која што повторно ќе потенцираме под надлежност на град Скопје. Таму имаше диви отпади отворени. Надлежните институции веќе процесираат кривични пријави, дел од лицата завршени во притвор. И за премиерот Мицкоски постојат сериозни индиции дека пожарот во депонијата Дрисла е подметнат. Владата ќе се заложи за целосно решавање на отпадот и дека Дрисла за брзо ќе личи на модерна европска депонија. А истото ќе се случи и со Вардариште. Оваа влада за прв пат апси тие кои што нелегално топат кабли, мабли и така натаму за да произведуваат бакар за да го продаваат после. Прв пат оваа влада реши да влезе во костет со решавање на проблемот, да го гасне, да правиме што ќе правиме, еве, има координативен состав денеска и ќе го решиме тоа. И добро е што граѓаните имаат очекување од оваа влада, пошто од претходните видовме како поминало со децении. Во насока на зачувувањето на здравјето на скопјани, премиерот истакна и дека засега од владата нема препораки, бидејќи нема зголемени параметри кои биле алармантни.